Вчера се снимав у боксирици, најневино рачунав жени нема да ме погледнат, ама не рачунав на овие од Gay United. И после снимањето бев затрпан со понуди за пријателство од Facebook, од овие од заедницава Gay United. Имаше еден со овакво, кажи го, профилот му се викаше Ноđe од теле. Друг ми пишал со профил некој Хидрант 32. Имаше една понуда за пријателство, ова со пораки да понудива за пријателство. Имаше една понуда за пријателство од сенегалецот против пожар на Скопје. Не рачунав стварно на тоа и сега горко се каам, никад више у боксирици нема да се снимам, ама стварно не ми текна, бе, човек. Луѓе, не ми текна дека ова Gay United се присутни и многу ги има. Преку 100 понуди за пријателство. Па замислете на сите да одговорам. Па гзов шо ќе ми каже. Кој јапанско знаме ќе ми стане. Не и се. Ги одбивам и се извинувам на овие од Gay United шо морам да ги одбивам, ама ја имам душа. А имам и гуша. И гзот не го давам. Име и гз не давам. Да се разбереме, затоа престанете да ми пишуете. Ке си барате некој друг гз у други боксерици. Што сакав друго да кажам? Пред 2 дена идам у углово куќа и на шанк таму се паркирам. На шанк имаше 4 типови и ги гледам. Не сум ги видел тука, прв пат ги гледам. И одма сватив, знаеш, по физиономија дека не се македонци. И како застанав до еден помлад дечко, со брада, со брадичка, дека он ме погледна онака крајичко мока и отиде кај овие двајца постари беа тука како ше на лак двака шанкот, двајца повозрастни седа тука, овој најстар беше тука, па еден негде моја возраст, малце помлад излезе дека после овие најмладиве беа тука и јас бев до овој најмладиот, овој помлади. И оно дека овој, што после се испостави дека има 45 години, и видов дека му кажа нешто и погледна у мене. У меѓувреме тука сваќам дека се албанци, и го погледнува мене и викам, овие луѓе нешто изгледа гарант негде ми имаат гледано, следено, не им си има допаѓано тоа некој што зборам против албанците. Океј, викам, само мирно, смирено да видиме до кај киде, битно без паника. Такви ситуации знам да не паничам, знаеш, и добро, и стоиме така, овој како што беше младиот до мене, на време ми сврте грб. После се пребаци на другата страна на лактот, нели шанкот како што е. И тој момент Васе ми става пијачка, викам, не ќе фала, ова не е, вика, тука ти го покажа на овој највозрастниот што беше. И он дури ми вика, здраво, Сашо. Ја го гледам. Значи, пази, прв пат го гледам на тоа место, второ, знаеш, човеков, ајде тука почнуваме муавет. Иначе овој најстариот овчар и бач со овци, 200 овци. Бедри. И ја тука почнувам за бачила да му зборам нешто, за овциве, за ова. И конта дека имам некој познавање. Како мал, дедо ми ме носел, нели? Некој бачила тамо, не барале тамо шарпланинец, мало некој за да го чуваме, за такви работи. Ама сум модел, знаеш. И тука почињаме муавет, и му викам на Бедри, иначе господин човек, кај јас сум овчар, ама онака го, а господин човек онака се гледа дека прошетал, видел вамо таму.
Ја му викам личиш на Уна Бомбер. На кој вика? Секи да го покажам, викам и му го кажам, приказнава за Тетка Чински, злогласниот Уна Бомбер, што ги ме праќаше бомбите по пошту Америка на познати овие луѓе од политиката, од судството, од такви некои елити, и се криеше као пустињак, живееше во една планина горе, а иначе гение, значи по интелигенција, надпросечна интелигенција преку 200, тоа е околу 200, и гение по математика, професор тамо на Стенфорд, не знам, не ме држете за збор, професор по математика, одеднаш му се исклучуваат вака жици у глава и почне да прави бомби, да им праќа по пошта на овие што не му се свиѓаат од елитава. И има напишано еден манифест, тешко тој дека се ќе најдете на интернет, манифестот на Уна Бомбер, така е познат. Не се го фатија, после го осудија тамо на не знам колку доживотни роби, не е битно. И му викам, личи слика, му покажам, фати да се смее. И му викам, абе, точно е, викам, бедри, викам, дека вие овчариве, викам, дека овчарски сантиметар е ова, па кога ги мерите, вака ги мерите. Вака ми прави, ајде вака низок, многу низок. Шо бе, викам, вака ми правиш? Не се. Фативме муабе да си правиме, иначе се, тој што имаше 45 години, се зачуде, му викам, си чухаш? На албански му викам, како се викаш? Му викам, знаеш албански? Викам, сега не претеруј се, сега нешто така ситно, знам колку знаеш кејф да ти направам, да ви направам сега. И си правиме муавет, и она што го правевме муавет беше, знаеш, оја Адем, овој што има 45 години, иначе овој Блерим ми бил пријател на Фейсбук, па затоа ако му реков на овој бабе, од кај ми го знаеш, викам ти името, Саша, па вика, он те следи. Аха, викам, на Блерим, кај ме следиш, вика, па те следам, излезе дека сега са бајлевали вчера, како беше дознав дека он, уствари ми е пријател. Чао, Блерим, како е Блерим? И викам, како, викам, он името, викам, сигурно, викам, си гледал видеа кај што овие нашиве ме обвинуваат, не вашиве, нашиве ме обвинуваат за албанофобија, за ова, не бе, вика, каква албанофобија, вика, многу убаво, вика, нека се збориш и објективно, и така баш правевме муавет и муавет, зашто ја не можам да мразам никого и не сум јас прво воспитуван да мразам никого, но логиката е така да не мразам ни бугари, ни мугари, никој не мразам. Само логиката е конкретно, ако ќе бидеш нападнат, конкретно со бугари беше, едноставно не дам. Не дам да ме прават нешто што не сум. Не дам со сила да ме прават магаре. Тоа е разликата. И сега му објаснувам на овој Блерим, на овој Адем, на Бедри, теку животов горе-долу уште кај дедо ми кој сум идел као мал, пошто он у Скопје живееше, ама летно време идеше у тоа викендицата у Кичевско, у другово село. Дека тоа било тринационално село. И сме се дружеле од деца, турци, албанци, македонци. Јас стварно не памтам, пошто тамо сум поминал по 2 месеци на одмор пред мајка ми и татко ми да ме соберат, да ме носат негде на море или на езеро, кај сме биле овака, аранжман кај сме имали. Значи ја не памтам еднаш да сме се степале на некоја национална основа. Еве ви гарантирам со глава дека такво нешто не се десило. И имало некојаш некоја тепача кај сме се залупале, било за други работи. Фудбал сме играле, сме се скарали или ова или оне, глупости некои. И до ден сега да отидам, како да ви кажам, тамо, ќе бидам пречекан од тие луѓе најубаво на свет. И ми се случило тоа, сум отишол, ме виделе кај ќе сидеш, нема да сидеш, седнуем у двор, тука се вади сирење, мирење, мезе, ракија, риба, не битно. Сакам да кажам, имам еден пријател од деца, се знаеме, значи имаме респект, како да ви кажам, значи да му кажам сега, итно за некоја не да е Божа работа ми треба 20.000 евра.
Нема да ми рече дојди сега во другово да ти ги дам. Не бе, он ќе запали кола, он ќе ми ги донесе. Ето тамо си имаме респект. Не се, друго ми беше муабетот па ова. Го спомнав. Иначе не верувам дека... не е битно. Иначе, правиме муабет на оваа тема и доаѓаме до заклучок дека уствари оние кои што ставија шепа на овие простори на Балканов, се што правеа децении наназад беше да ги натераат луѓето меѓу себе да се замразат. Или по принципот наше мало гом насрало, ваше мало гом најало. Тоа е доволно за срање секогаш да почне срање. Наречете го немири, бун, граѓански војни, геноциди. Тоа е почетокот, основата, формулата. Е тоа. Него мене недно не ме е јасно. Еви сега гледам тензии нон-стоп тука, нешто и кога провоцираат. Овие бугари веќе не провоцираат, него не ме е јасно ние тука што живееме со години со албанците, зашо мораме да се гледаме низ племенски табори, тоа не ме е јасно. Што сакам да кажам? Некој тоа смислено го прави. Значи, вложува многу пари за таа омраза да се одржува. И мене не ми е јасно како сме толку глупи. После сите војни што ги поминавме, почнувајќи ги оние у бивша Југославија, у СФР што беше, земајќи ова 2001, како бе може уште да не сваќаме дека тоа е агенда, план на оние менторите што ни се дојдени тука, што ги викаше овој будалава към шикарот, што ни кажува како и што треба да направиме за однапред, ако сакаме да ни даде малце од морково да кстеме. Инаку вториот предлог е ако не ќете морков, ќе јадете стап. И сите знаеме дека историски гледано, секоја дестабилизација на Балканот била смислена, организирана и финансирана од колективниот Запад, така да се изразам. Знаете кој влегува се во него. Па уште на сета мука, на сите глупости срања што ни ги направено, уште трчаме да влеземе во нивните сојузи и алијанси. Во таа смисла, мислам дека македонците со влезот во НАТО прв пат во историјата одбраа погрешна страна. Но не се, ја одбравме страната, ќе си имаме последици поради тоа никој не може да го смени, веќе нема за тоа ни политичка волја, ни визија, што е најбитно, зошто не сватат нашите политичари да сватат зошто сгрешивме и што можеше да направиме да не влеземе, а сепак да бидеме воено неутрална држава, но сепак релативно стабилна. Тоа више попапала маца, некои други генерации ќе го решаваат во некои други околности и така натаму. И оно што го констатиравме вечерва, тоа баш Адем го кажа, поздрав до тебе Адем, вика, тука треба од малино за образованието, така да биде поставено, да македонски деца посетуваат албански села и на известно време. Онако размена на студенти што уште трае или беше на времето, веројатно уште трае. Да види како живеат албанците, како и се нивните навики, традиции, така натаму и обратно. Вика, во таква ситуација, која ќе ги споиш искуствата на тој начин, многу потешко е после тоа да се роди омраза, затоа што ќе го знаеш тој со кого што живееш малце у поинакво светло. Но за наша несреќа би рекол
Таква работа е се потешко да се деси, да се случи, затоа што самиот сега образовен систем е малтене паралелен. Ви имате пазете, ја никогаш не сум имал проблем. Секој јазик е богатство. Зашто не би знаел да зборам? Зашто не би знаел да зборам албански, турски? Кој со тие луѓе више можам да се сретнам било каде у градов. Па ја 2 збора кои ќе им прокрстам на оние за нечине, дуќанчине на Битпазар, им се менја личен опис, како да кејф име, пошто ме виделе на емисија ова, она, ја ќе се обратам вака, седни, дојди чај, ова, она, шо, знаеш, мерак му е на човек. Таа смисла, ја немам никаков проблем, но има веќе генерација, ова се така е намерно направен тој паралелен систем со амин од горе, ќе кажам, од колективниот запад. За нон-стоп тој квантум на омраза, што е таа количина на омраза да се одржува на одредено ниво, млака за одреден момент да се загрее до степен до кој што ќе им треба нив. Ова е тоа што ние не можеме да го сватиме. Но обичен народ кој ќе седне и тоа како добро го сваќа. Проста причина што од оваа кожа сите имаме крвни садови, у нив тече крв, не е у различна боја, иста боја се разликува само по крвна група и така натаму и така натаму. Штета што ќе треба да ни се случи уште некое големо срање, за да ја научиме лекцијата, но историјски гледано, што се случува на Балканот изминативе 150, 130 години, да кажеме, тешко дека ќе научиме таа лекција, затоа што омразата е погонско гориво на нашите односи. И некој тоа така го поставил. Само што доволно сиромашани, доволно понижени, доволно контролирани, доволно манипулирани, стануваме доволно слепи да не можеме тоа да го видиме. Поздрав до Овчар Бедри. Се договараме, ја и ти Бедри рече ке ми донес, ке си купам тоа првокласен кашкавал сирење овона. Поздрав до тебе, Адем. Блерим, поздрав до тебе. Знам дека ќе пренесеш ова, ти сега го гледаш у моментов гарант. И поздравете го дечко овој шофер, што беше заборев он само како се викаше. Ајде па се гледаме некоја наредна прилика.